ова издание. Македонија оди на председателски избори, кои се раните фаворити во трката. Првото поглавје о преговорите со ЕУ ќе биде отворено на есен, убеден е вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој беше гостин на Гласот на Америка. Денеска председателот Трамп оди на лекар. Всушност ќе види многу лекари. Ќе ви кажеме зошто. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Вие го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Најбогатиот човек на светот, Джеф Безос, тврди дека бил уценуван со интимни фотографии. Почина конгресменот со најдолг стаж во историјата на Соединетите Американски држави. Демократот Џон Дингел од Мичиген беше член на представничкиот дом, 59 години и 22 дена. Конгресменот Дингел почина мирно во неговиот дом, покрај неговата сопруга Дебора. Тој беше лав во Американскиот конгрес, син, татко, сопруг, дедо и пријател. Ки биде запаметен по неговата животна посветеност за подобрување на животите на сите кои чекорат на земјата, соопшти канцеларијата на неговата сопруга, демократска конгресменка од Мичиген. Редовен годишен лекарски преглед е закажан за денеска за председателот Доналд Трамп. Ова ќе биде втор лекарски преглед за Трамп откако стана председател во јануари 2017 година. Последниот преглед во 2018 година покажа дека Трамп со оглед на тоа што ниту пуши, ниту пие, има исклучително добри гени, рече неговиот лекар. Најбогатиот човек на светот, собственикот на Амазон, Джеф Безос, го обвини издавачот на таблоидот National Enquirer за уцена и изнудување поради закана дека ќе објават интимни фотографии и лични пораки испратени до жената со која имала афера. На 12 мај истекува мандатот на актуелниот председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Граѓаните на избори ќе го изберат неговиот наследник, а партиите веќе излегуваат со имињата на раните кандидати. Владимир Мирчевски има повеќе. Со денешниот потпис на Талат Џафери се распишуваат председателските избори, 6 од осамостојувањето на Македонија. Граѓаните, најверојатно во два изборни круга во април и во мај ќе решаваат кој ќе биде наследникот на Ѓорѓе Иванов, актуелниот шеф на државата кој со поддршка на ВМРО ДПМН во два мандата од 2009 е на чело на Македонија. За сега проблем за владеачката коалиција е отсуството на договор за кандидат прифатлив за двете партии. Дуи порачува дека нема да поддржи партиски кандидат на СДСМ. Господинот Ахмети изјави дека нема да поддржи кандидат што ќе искочи од конгресот на вашата партија. Како ќе се изведе? Заедно ќе обараме. Не мораме да чекаме конгрес некоја партија да дефинира, заради тоа што ако било која партија дефинира, тогаш ги приклонува другите партии да следат. Тоа не е консензуално барање. Консензуалното барање, ако ангажираме од нашите политички партии си платиме експерти, а имаме сега повеќе пари во буџетот, да ни направат добри анализи и да изнајдеме кандидати така растеретени. Како се гледате како консензуален кандидат? Јас би бил добар консензуален кандидат, гледајќи ги анкетите и рейтинзите, посебно мултиетнички гледано, но знаете дека јас не сум кандидат. На 3 март социјалдемократите ќе решаваат за председателски кандидат. Во игра се неколку имиња, од министерската тројка Шеќеринска, Димитров, Спасовски до НАТО координаторот и кандидат на изборите во 2014-та Стево Пендаровски. ВМРО ДПМН веќе наредниот викенд на конвенцијата ќе решава за свој човек во трката. За најсериозни кандидати се сметаат професорката Гордана Силјановски и проверениот партиски кадар Владко Ѓорчев. Меѓу овие 6 мина ќе треба да се бара името на наследникот на Иванов, кому на 12 мај му истекува мандатот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А за кого вие ќе гласате? На нашата нова анкета одговорите на прашањето. Дали бил гласале за кандидат од партиите на власта, опозицијата или за независен кандидат? А за актуелните состојби во Македонија, интервју со вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Милена Ѓоргиевска разговараше со него. Постануваат предизвиците за европскиот пат на државата, но вкупно и консолидирањето на државата и во делот на реформската агенда, меѓутоа и во делот на економското консолидирање, имајќи предвид дека владата ја има прогласено оваа година за година на економијата. Ова ќе биде фокусот на државата сега откако се потпиша пристапниот протокол за НАТО, според вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, кој по вчерашниот молитвен поедок во Вашингтон изјави дека очекува и поголема поддршка од САД за европскиот пат на Македонија.
Самото членство во НАТО рефлектира на патот на Европската Унија, бидејќи тоа ја зголемува довербата кај земјите членки дека земјата штом ги подготвува условите и критериумите за НАТО, ги подготвува и за Европската Унија. Османи вели дека веќе не постојат надворешни политички пречки за државата да оди напред и оти сега се зависи од испораката на реформите, кои тој верува дека ќе може да се исполнат до јуни годинава. Со планот 18 го консолидираме тој процес на реформи и повеќе се фокусираме на испорачување на резултати во смисла на смена на однесувањето на луѓето во системот согласно духот на тие закони. Истакна дека овој месец ќе биде суштински за донесување низа закони за кои постои двотретинско мнозинство, како што е законот за јавното обвинителство, кој, вели Османи, треба да му обезбеди шанса и живот на специјалното јавно обвинителство, како многу важен фактор во реконструкцијата на правниот систем. А дали одлуката на Врховниот суд да не може да продолжат истрагите на СЈО отворени по 30 јуни 2017 година ќе има последици врз владењето на правото и препораката на Европската комисија, тој рече. Јас не можам да коментирам судска одлука и веројатно ќе влијае, но ние мора да најдеме начин процесот да се заврши до крај. Мора сите истражни постапки да се завршат до крај за да не се остави ништо необјаснето дали има или нема во ваквите постапки. Османи повтори дека дуи натаму го поддржува концептот за консензуален председател, но оти таквите кандидатури не смеат да бидат наметнати еднострани решенија. Што се однесува до предвремените парламентарни избори, пак Османи смета дека барем до јуни не е време да се одржат, бидејќи ќе ја дефокусираат државата од европската агенда. Шанса, која вели тој, е неповторлива. Сега е една порелаксирана тема. Се повеќе девојчиња покажуваат интерес за фудбалот. Мики Трајковски во следниот прилог вели дека тоа може да се должи на подемот на европскиот женски фудбал. Така, јас најпрво играв одбојка, потоа во школа почнавме со машките да играме фудбал и ете така се одлучи нашиот град да формира еден фудбалски женски клуб, каде таму продолживме да играм, па мислам дека е супер да се игра женски фудбал, дека е интересно. Вака за своите почетоци во женскиот фудбал раскажува Ели Јаковска од Пробиштип, капитен на македонската женска фудбалска репрезентација. Иако важи за машки спорт, Ели и нејзините другарки од репрезентацијата велат дека можат машки да се носат со предизвиците. Значи машкиот фудбал е погруп, женскиот фудбал е понежен, значи играме понежно, полабаво, али машки. За прв пат почнав со машки да тренирам. Имам тренирано една година со машки клуб, па после дојдов кај женските и па сите чудно го прифатија тоа, пошто кај нас не е уште толку женскиот фудбал. Вела дека за успех е потребна напорна работа и по неколку часови тренинзи на ден. Желба на сите е кариерите да ги продолжат во некој од европските клубови, иако дел од нив веќе настапувале надвор од Македонија. Задоволни се што женскиот фудбал во земјава има иднина. Со ова се согласува и селекторот на фудбалската репрезентација Кирил Изов. Имаме некоја бројка од некои 600-700 девојчињи од Македонија кои што во моментот играат фудбал, така да мислам дека полека ќе се уште повеќе ќе се развива на тој дел. Сепак Македонија е се уште далеко од женскиот фудбал кој се игра во Европа. Со оглед на тоа што имаме и доста играчи кои што се надвор во странство, дека многу брзо ќе можеме да бидеме пандан барем на овие балкански држави, а со тек на време нели на оние посилните европски репрезентации. Првите почетоци на женскиот фудбал во Македонија се пред 15 години, кога било тешко да се формира клуб и да се најдат девојки кои сакаат да играат фудбал. Женската репрезентација во Охрид ја темпираше формата за престојните квалификацијски надпревари за настап на Европско првенство. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. За подсетување, минато неделното прашање на нашата анкета беше за мерките за подобрување на состојбите со загадувањето во Македонија. Најголем дел од вас сакаат поголемо одначување на загадувачите. Продолжете да учествувате во нашите анкети. Вашето мислење ни е важно. Тука е крајот на вестите. Довидување до понеделник. Пријатен викенд.